Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен йога практикант и сертифициран йога учител. Доколку сте куси со време, а сепак сакате да сторите нешто добро и полезно за вашиот грб, ова е вистинското видео за вас. Имено, оваа сесија ќе ја посветиме на шалабасана или положбата скакулец. Таа се изведува на тој начин што лежиме на стомакот и активно ги креваме рацете и нозете, при што грбот се наоѓа во екстензија. Што се случува кога изведуваме оваа положба, зошто е таа полезна за нас и зошто би сакале да ја вклучиме во нашата редовна практика. Имено кога ја изведуваме оваа положба, силно се активира целата задна линија од телото. Се активираат, зајакнуваат мускулите на грбот, глутеалните, односно мускулите на задникот и нозете во целост. Грбот се наоѓа во екстензија, градите се отвораат, рамењата се отвораат. Сето тоа е многу добро за нас, особено ако минуваме долги часови седејќи во малку подвиткана положба. Ќе ви понудам неколку опции, ќе започнеме сосема едноставно и полека ќе градиме на интензитет. Бидете внимателни и трпеливи со себе и работете во рамките на вашите можности. Ќе започнеме со положбата Адо Мука Вирасана. Бутините ги поставуваме нешто пошироко од ширина на колковите, за да можеме торзото удобно да го поставиме помеѓу нив. Рацете ги испружаме нанапред, челото го поставуваме на подот. Вдишуваме длабоко и рамномерно, издишуваме целосно. Се поврзуваме со нашето дишење, го подготвуваме телото и умот за практиката која што следува. Се криваме нанапред, нагоре, грбот е заоблен, стомакот оди надолу, градите се отвораат, погледот благо нагоре, со дланките туркаме кон колената. Издишуваме, се заоблуваме, туркаме со дланките нанапред, колковите одат наназад. Така, неколку пати во собствено темпо, координирајте го дишењето и движењето секој пат кога се враќаме наназад, кога се виткаме нанапред, издишуваме, кога одиме нанапред и се отвораме, вдишуваме, издишуваме, наназад, вдишуваме, нанапред, се отвораме, издишуваме, се враќаме во Адо Мука Вирасана. Сега од тука ќе се придвижиме во Буџангасана. Се подкреваме, флуидно контролирано движење, ребетот останува заоблен, ги спуштаме колковите долу, се спуштаме на подот, ги подместуваме по потреба дланките и се криваме во Буџангасана. Се оттурнуваме, заоблуваме грб, колкови кон пети, се враќаме во Адо Мука Вирасана. Повторно ќе повториме неколку пати во собствено темпо. Се предвижуваме заоблени нанапред, спуштаме колкови, спуштаме торзо, лакти кон градниот кош, криваме гради отворени. Издишуваме, преку заоблен грб се враќаме во Адо Мука Вирасана. Уште еднаш и сега ќе останеме во Буџангасана.
за момент или два. И потоа целосно ќе се спуштиме на подот. Подлактиците ги поставуваме една врз друга, челото го поставуваме врз нив, се одмораме малку, пред да започнеме со првата варијација на шалабасана. Така, доволно, да не се опуштиме премногу. Дланките ги поставуваме горе-долу под рамењата, лактите, активно туркаат кон градниот кош, ги активираме мускулите помеѓу лапатките, тие се приближуваат една кон друга, веќе чувствуваме одредена отвореност во горниот дел на градниот кош. Вдишуваме и ќе се кренеме нагоре само со торзото и рацете. Значи дланките не го допираат подот. Се спуштаме при издишување. Вдишуваме, се креваме, издишуваме, се спуштаме. Повторуваме неколку пати динамично. Не е важно колку високо ќе се кренете, колку што е важно правилно да ја изведувате оваа вежба, односно да ги активирате сите мускули кои што треба да се активираат. Уште еднаш се креваме и ќе се задржиме тука. Стапалата притискаат во подот, пилоизот е стабилен, значи лакти кон граден кош, лопатки една кон друга. Издишуваме, се спуштаме. Се отурнуваме нежно со дланките, преку заоблен грб, се враќаме во Адо Мука Вирасана. Вдишуваме, издишуваме. Повторно, флуидно, контролирано движење не носи преку заоблен грб кон подот, најправен на кратко во буџангасана, а потоа целосно долу. Сега ќе ги задржиме сите оние активности од претходната варијација во горниот дел од телото. Не забораваме на тоа, но ќе ги кренеме само нозете. Треба да внимаваме, природна тенденција за многумина е да ги отворат нозете на надвор, значи на надворешна ротација да се случи. Ќе се трудиме да работиме не против оваа тенденција, туку да ја неутрализираме оваа тенденција, да не биде тоа толку многу нагласено. Ќе се трудиме да нозете да останат во една неутрална положба, можеби употреба на блокче ќе ни помогне, значи можеме да го поставиме помеѓу стапалата и на тој начин да ја контролираме таа надворешна ротација што може да се случи во нозете. Така. Горниот дел од телото ќе ги задржи сите активности од претходната варијација, како што веќе напоменав, но нема да се кренеме. Вдишуваме, ги креваме нозете. Издишуваме долу. Така, неколку пати повторуваме и тука не е важно колку високо ќе ги кренете нозете. Со тек на време можеби ќе добиете поголем опсег на движење, со самото тоа што мускулите се зајакнале, меѓутоа тоа не е цел само по себе. Уште еднашка ги креваме нозете, држиме, издишуваме
се спуштаме долу. Остануваме за момент во една неутрална положба. Доколку ова беше премногу силно за вас, можете да пробате нога по нога. Значи прво десната, па левата или обратно. И потоа, кога ќе станете доволно силни, да ги кренете двете нозе наеднаш. Така, од тука вдишуваме во Буџангасана, Марджариасана, се враќаме во Адо Мука Вирасана. Продолжуваме со следната варијанта. На истиот начин се придвижуваме кон подот. Сега ќе ги кренеме истовремено и рацете и нозете. Рацете може да останат во положбата која што ја работевме претходно, значи лактите кон градниот кош, дланките над подот, лопатките се приближуваат активно една кон друга. Или рацете можете да ги испружите покрај торзото. Повторно, внимавајте нозете да останат во една неутрална положба. Значи, пробајте да ја контролирате таа тенденција за надворешна ротација во нозете. Така. Јас ќе земам оваа варијанта, значи лактите свиткани кон торзото, дланките над подот. Вдишуваме, се криваме, издишуваме, се спуштаме. Неколку пати повторуваме динамично. Вратот трудете се да остане во една што е можно понеутрална положба во однос на остатокот од дрбетот. Уште еднашка, на пример. И сега ќе се задржиме горе. Доколку е се во ред, можете да ги испреплетете прстите од дланките и да турнете со оваа тупаница, така речи, нагоре. Три, два, еден и се спуштаме на подот. Се одмораме во неутрална положба за момент. Вдишуваме, издишуваме. Буџангасана. Се заоблуваме и се спуштаме надолу во положбата дете. Продолжуваме понатаму со следната варијанта. Вдишувајќи флуидно и контролирано се спуштаме на подот. Ги испружаме рацете нанапред. И сега неизменично ќе ги криваме десната рака и левата нога, додека левата рака и десната нога остануваат на подот. Ќе го повториме истото и на другата страна. Така, вдишувајќи криваме десна рака, лева нога, спуштаме, издишувајќи. Вдишуваме лева рака, десна нога, издишуваме, се спуштаме. Повторуваме неколку пати динамично. Темпото го одредуваме самите. Вдишуваме, се криваме, издишуваме, се спуштаме. Можете да пробате да останете во
крената положба и наизменично да ги движите рацете и нозете. На следниот начин. Значи, се креваме, десна рака, лева нога, торзото останува кренато, ја спуштаме, десната рака и левата нога, креваме, лева рака, десна нога. И така, како да пливаме. Пливаме на суво. Така, ова е малку поинтензивно. Работете во рамките на вашите можности. Се спуштаме на подот. Одмораме за момент. И сега ќе кренеме се, односно раце, нозе и торзо. И ќе задржиме положбата. Оваа положба некои ја нарекуваат Супермен. Кој знае зошто? Океј. Вдишуваме, се креваме и држиме. Доколку рацете вака испружени нанапред, тоа ви е премногу тешко, можете да ги испружите странично. Држиме. Вдишуваме, издишуваме, се спуштаме на подот. Остануваме тука за момент. Потоа дланките под рамења. Се подкреваме во буџангасана. Се туркаме наназад, се заоблуваме и се спуштаме во положбата дете. Од тука се придвижуваме нанапред со заоблен грб, ги спуштаме куковите. Накратко се задржуваме во буџангасана, се спуштаме на подот. За следната варијанта, рацете ќе ги поставиме под стомакот. Дланките одат од внатрешната страна на бутините. Ова е отечна подготвителна вежба за сите оние кои што работат кон положбата мајурасана, односно паун. Така, кога ќе се наместите убаво, да не чувствувате ништо нелагодно, да се чувствувате стабилно. Вдишувајќи, се креваме, односно ги креваме нозете. Ги спуштаме при издишување. Креваме, спуштаме, така, неколку пати динамично. Не ви кажувам колку пати да повторите. Тоа е најдобро да си го одредите самите, но би ви препорачала да си дадете предизвик. Така. Сега ќе ја задржиме положбата. Издишуваме, спуштаме, ги ослободуваме рацете, остануваме во неутрална положба за момент. Повторно, дланките под рамења, преку буџангасана, се заоблуваме, издишувајќи, ги враќаме колковите на петиците, рацете и рбетот издолжени. Вдишуваме, повторно, се спуштаме на подот, како и при претходните повторувања. Рацете за следнава варијанта, која што мене лично ми е меѓу омилените, бидејќи ги активира и мускулите од страните на коковите, што секако е многу важно. Дланките можете да ги задржите под рамењата, лактите блиску до градниот кош, лопатките се приближуваат една кон друга. Дланките ќе ги оставиме на подот, значи повторно ќе ги креваме само нозете, но ќе додадеме дополнително движење. Вдишуваме, ги креваме нозете, ги раздвојуваме, се враќаме во центар, ги спуштаме. Така,
неколку пати. Почувствувајте како оваа вежба е различна од претходните што ги сработивме. Уште еднаш. Се спуштаме и сега повторно ќе се кренеме. Раце, нозе, одберете ја својата варијанта. Држиме. Активни раце, активни мускули помеѓу лопатките, активни нозе, глутеални мускули. Издишуваме, се спуштаме. За момент во неутрална положба, потоа вдишувајќи во кобра, издишувајќи во дете. Вдишуваме, се придвижуваме кон подот, нежно, контролирано. Сега оваа положба е всушност комбинација од две. Шалабасана, она што го работевме досега, и Ардha Bekasana. Како се изведува таа, ќе видиме сега. Го виткаме левото колено, со левата дланка го опфаќаме левото стапало, прстите може да останат во насока на коленото или да ги свртиме во насока кон рамото, односно нанапред. Нежно притискаме со дланката врз стапалото. Сега ќе го спуштиме за момент торзото и вдишувајќи ќе ја кренеме десната рака и десната нога. Држиме. Не забораваме да дишеме. Се спуштаме и го ослободуваме стапалото. За момент во неутрална положба се задржуваме. Повторно се подкреваме на подлактиците. Го виткаме десното колено, го фаќаме десното стапало. Одбираме во која насока сакаме да бидат свртени прстите. Важно е да чувствуваме една убава отвореност во рамето. Се спуштаме, најпрво малку надолу, а потоа вдишувајќи ја криваме левата рака и левата нога. Благо притискаме со десната дланка во десното стапало. Вдишуваме, издишуваме, го ослободуваме стапалото. Повторно се испружаме во неутрална положба. Дланките под рамења. Вдишуваме во кобра. Издишуваме во дете. Чувствуваме изложување во ребетот, едно убаво, нежно растегнување на оние мускули кои што досега ги активиравме и ги зајакнувавме. Чувствуваме изложување и растегнување во рацете исто така. Вдишуваме, се подкреваме малку, десната рака ја протнуваме кон лево. Чувствуваме растегнување од десната страна на рамето, односно од надворешната страна на десното раме. Раката лева или ќе остане така испружена, или ќе ја поставиме на грбот, дланката доколку
може ја поставуваме од внатрешната страна на десниот пут. Чувствуваме сега и дополнително отворање во левото раме. Остануваме тука. Внимателни сме со вратот. Ослободуваме дланка и испружаме левата рака нанапред, десната рака нанапред. За момент се изложуваме во неутрална положба, па ја протнуваме левата рака кон десно. Чувствуваме растегнување на мускулите од надворешната страна на левото раме. Остануваме тука или десната рака оди на грбот, десната дланка од внатрешната страна на левиот бут. Чувствуваме отворање во десното раме. Дишеме длабоко, рамномерно. Рбетот е во нежна ротација. Вдишуваме, издишуваме и ослободуваме дланката. Испружаме десната рака нанапред, левата рака нанапред. Вдишуваме, се издолжуваме, издишуваме, се спуштаме. Полека, внимателно, нежно, вдишувајќи, се криваме нагоре и седиме во вирасана. Доколку вирасана не ви е најпријатна опција во моментов, одберете која било друга удобна и стабилна седечка положба и останете во неа колку што ви дозволува времето. Наблюдувајте се себе си, дишењето и со тоа заокружите ја оваа практика. Се надевам дека ви се допадна оваа сесија, дека најдовте нешто корисно за вас, нешто што би можеле да го вметнете во вашата редовна јога асана практика. За сите прашања ви стојам на располагање како и секогаш. Ви благодарам и намасте.